Да. Добре дојавте во 8-та епизода Edge of the Box. Кире лево од мене, си продолжуваме стандардна шема. Кико, пуцај. Премиер лига, ќе фатиме све што си колова, предобро коло. Врв коло. Да, ќе фатиме наредно, класика, predictions, фантази беше забавно, барем кај мене, видиме кај тебе како ќе биде, така да може да почнеме. Може да почнеме, дечки, 8-та епизода Edge of the Box. Let's go! Yes, ајде да видиме што се деси. Први игра Челси. 2:0. Бог знае кој пат сезона. Да, цело време, мене ми е многу мерак, иако често ги утињам, пошто сабота е тој период кафе тајм. Точно. Да, сабота во 1:30 треба да шпарташ. Денес, овој пат беше 4. Така да, предобро ми се погоди, ручек, си гледам Челси, лесна победа, 2:0. Сабота лайфстайл. Да, ништо посебно не се деси. Палмер да е гол. Палмер is back. Да, Палмер is back и тоа си го дава на класичен Палмер стил, си влеза десно, ја дае многу сигурно. Многу би утмеле таа инаку играчи, така да ми се свијаше он е таков Колт Палмер. Дали беше доволно добар Палмер оваа утакмица да веќе ти си викаш време да го вратам на фантази? Тоа ми е многу јако прашање, не знам зашо, гледам дека е пак еден да, од тоа му го најтрансфер. пишав на другар, брат. Палмер додека него дае голот беше невидлив. И Челси беа малце така игра срамежливо, го дае Палмер голот и од тој момент беше сегде на терен и некако и цел сквад се крена. Сите играа многу боље. Така да изигра супер утакмица. Не знам дали би го вратил одма, пошто не е пак у најдобра форма, имате некои тешки утакмици, ама размислува. Аргументи имам на темава, зашо може би И Палмер... плюс, извини, нема да игра 90 минути сега за сега, пошто беше Да, повреден. битен им е стварно не... Да. Аргументот мој зашо може би Палмер делувал така пред првиот гол е затоа што играат со Евертон. На Евертон знаеме дека се defense monsters. Да. И не изгледало како да играат, не изгледаше како да играат добро. Арно ама даваат гол, Евертон се отвора и одеднаш го гледаш Палмер каков тип на играча. Да. Така да, мене, искрено, и на палец ми е, место Сака, не зарад нешто друго, Сака ми врати поени капитен ми Сака беше, враќа секој коло. јасно ми е Да. тоа. Арно, ама Палмер е диференцијал у моментов голем, Yes. а Сака, пази, игра со најслаба екипа у лига, едва извлекоа жива Да, глава, да. све е тоа кул, Фордата што Палмер може да изигра утакмица со 4 гола. Бе. па тоа зборам, он има Да. 20 кец у него, а Да. Сака мислам дека годинава 12 поени има највеќе удрено. Да. Од таа причина ми е, ти викам на прст ми е. Можно е до крај, до петок да се Брат, деси он може тоа. и со Сити да даде 3 гола, како таков играч. Така Exactly, да, никад не знаеш со него. Нема да го земам одма, ама го мислам, искрено го мислам. Друга такмица Гарначо, брат. Хет-трик можеше да даде, ќе го згазам, не знам кога ти вест. Па сега уживајте си со Гарначо Челси Boys. Хет-трик можеше да даде, брато, шутираше као идиот. Утна празен гол, ама барем изигра добро. Не сум нит пошто видевме 2:0. Да беше дрг резултатот. Да, беше 2:2 и да беа неговите утки да видиш Да, што да, се да. дешаваше на Инстаграм и на ТикТок и на Твитер Друго и на нешто Фейсбук. интересно немаше, освен што можам да давам шаут на Санчес, дека игра предобро, највише клиншит има со оваа утакмица сега он, сезона од сите голмани. И тоа е тоа. Добро утакмица. 2:0, остануваме четврти. Следна е Ливерпул Брайтон. Ливерпул не ме изненадија, грешен е терминот, туку се гледа дека се десил некаков си разговор. Да. Сала се врати, влезе од клупа, дае гол. Ама влезе инцидентно, мислам, дека така? Да, ама сега кога Арне Слот рече дека Сала ја игра утакмицата, ја очекував дека дури ќе биде прва постава и многу бев шокиран дека не е прва постава, не рад нешто друго, туку затоа што Фабрицио распали пред утакмицата дека ќе биде Сала стартинг, не е битно тоа. Супер солидни Ливерпул, ништа спец. Брайтон некако не гледав од нив нели како беше порано лански години со Юнајтед и преклански, дури сега идеш кај Юнајтед и знаеш дека веќе не се Юнајтед Фергусон и доаѓаш и даваш се од себе да пробаш барем бод. Брайтон Да. не беа такви на Енфилд, што е разбирливо, ама мило ми е за Ливерпул затоа што колку и да ги неќам, сериозен колапс можеше да се случи да изгубат и тренер и најдобар Да, играч и се тоа, така да сигурна победа, Алисон топ, немаше многу тестирање, ама у 2-3 ситуации беше топ. Ништо од она луда утакмица не се случи, така да Веќе тике топ, краљина. многу постојам искрено. најак.
некако многу го имал простор, брат. Голон со глава беше многу добар, првиот гол беше многу добар, за многу добар. Се гледа дека разбира фудбал човекот. Ептен го поштојам и ми се свиѓа и да смириле ситуација со Сала, ја мислам дека вака треба да продолжат. Апсолутно се согласувам со Има тоа. боле во еден баланс меѓу играчите сега. Абе, дечко Сала Има има 30 улоги, кусур брат. години игра десно криловати, исто као Роналдо што дојде во Юнајтед кога го скараа сите дека не се враќа. Мене ми е јасно зашто Сала не се враќа, затоа што знаат дека тие 5 спринта што ги има у него останато многу им требаат. Арно ама ни тие ранови не му се толку квалитетни како порано што му беа. Мора да има улоги у тимот, мора да се враќаат играчи, така да им иде вака. Салах според мене не треба толку да прави big deal, пошто сепак Плачко. тимот мора да перформира. Така да good job Ливерпул. Барнли Евертон, Барнли Фулам. Барнли Фулам, извини, да, презабавна утакмица. Пуцај. Стварно беше презабавно. Презабавна утакмица. Фулам, ти кажав дека се у форма, мислам дека се официјално се у форма. Ки бре. тепа мокни од Барнли. Добри се Фулам. Добри И се, добри се. Јаки мангуп имаат од тимот. Не знам дали ги гледаш на TikTok и на Instagram. Шо? Ова со Калвин Баси утката, Алекси Воби и Чукуезе зборат. А, не, не ми Леле, искаш ја така да не претерувам Ке со си ги ова. пратиме, да. Ќе се згазиш од смеење. Топа, али ми се свија многу мене. Играчот го пратам, брат, некој време више и се мислам да го земам на фантазија дамна и се заебав што не го земав, а го мислев е Уилсон. Уилсон. Уште од лани ми фати око он и викам мај вајде никој нема да го земе коло. Аха. Сите го Така? земале, брат. И ја бев збунет. Ја бев збунет колку луѓе го земале Вилсон, ја го земав Джака Бумниц. и му отворив на Вилсон, бато задни 5 утакмици има дајано 100 Да, да. поеница. Мислам, ја немав ни приметено дека части толку поени. А се мислам веќе неколку кола да земам некој од Фулам, пошто имаат Добар распоред има. интересен распоред. Мене ми се свијаат, зборам секој коло дека ги сакам Фулам како тим. И некако пак не земав никој и ми е криво сега што не го земав Уилсон, ма го ставив сега ова кола. Со Вулфс играат следно, така? Да, нешто? ма не го ставив, пошто мислам дека пак ќе перформира така, него да не случајно перформира, а го имаат другите па да ми избегаат. Мгм. Чисто од дефанзивен аспект го ставив, да го имам. Мгм. Али Фулам као екипа топ, супер голчиња си дават нешто Многу задње голови време, даваат, многу голови даваат. да. Од Барли исто морам Уго Чуку да го пофалам, пак да е гол и тоа е интересен гол да е. Мене многу ми се свија тој играч. Кој го даде Видов вториот знае Кален? Зашо? За Челси бој. Челси бој. Али браво за Фулам. Да. топ О, екипа. И мило ми е затоа што еве ајде Бормут ќе ги избориме на крај. Тие се екипите што сакам овие утакмици да ги допивам. Да. Тие се екипите, да, Барнли ќе испаднат најверојатно, да, Вулфс ќе испаднат 100%. Арно ама Фулам у гости 3 гола, знаеш дека не била шашма утакмица. Да би интересна. Тоа е. Као овој момент беше најинтересна такмица. У ова кола? До овој А, момент. до тој момент, Да, до тој момент. Мислам до крај на кол. Најверојатно. Арсенал Вулфс, Арсенал Wolves ја гледаше? не ја гледав ова, ама го видов голот. Очо бол брат, утакмица. Го видов голот. Кепа момент на Џон Сноу, брат. Мислам не дека негова грешка сепак позади му топка да му се малат гла, ама исто да кепа го имаше направено Челси, така да е смешен момент. Добро голче Wolves. И Да, тоа го одлична видов. акција. И Артета, не го подбива. видов само вториот гол на Арсенал. А тој беше на Џонстон што му се удри од глава, мислам дека Не беше првиот и? Првиот? Првиот беше. Букајо ми врати Од корнер. 11. Не знам дали имаше Дефкон, што значи дека ако имал 2 обични поени, 5 со гол тоа се 7 и 3 со асистенци тоа се 10, а он имаше 11. И не знам, да не беа Ајде Чекаш. отвори да ја видиме. Мислам Стиснеацко, мислам стварно дека се- двата се автогола искрено. Да, бе, Да, така си. е. да. До Да, бе, да, 94-та, Москера, брат. Москера, да, точно. Браво, Беацко, ние спаси причава. Ја бев бе, климови збунет. сарта на удање време, брат. Абе, не се климави, туку... Не. Сериозна екипа се, Не, тој сериозно може- се, ама еве ти X со Челси со 10 играчи, губат наредна кола и ова кола 94-та вадат 3 поена. Изгубија со Астон Вила затоа што таа екипата што им го прави проблемот. И лански години, еве, се сеќавам кога беа на рап на освајање пред 2 години изгубија од Астон Вила. Астон Вила им е на нив криптонитот као на Сити, Да, што им бе, е да. Тотенхем, на Манчестер као што им е пола лига и така натаму.
Мене уште ми се фаворити за освајање, ама еве 3 кола поред се малку поклимави, само тоа ми е малку симптоматично. Ама Со дека Wolves се да изгубиш 2 најдобра бода. екипа у премиер лига, се уште стојам на тоа дека се. Следната утакмица што ќе ја коментираме е многу индикативна на тоа дека можно е да не се. Имаат потенцијален. Сити ги растурија Кристал Палас Да, у гости као да да. се во втора лига. Стварно ги тепа многу напади има. Среќа што не беше повеќе од 3-0. Да. И сега друга работа што ми падна мене у очи, 3-0 у гости, кога ќе видиш Сити примерландски години, ќе се кажеш окей, стандард приказна. Кристал Палас се толку исполирана екипа што да ти дојде некој од надвор и вака да те размонтира, значи дека едноставно тимот е многу појак од Кристал Палас. Не е у аспект само на играчи, туку веќе мислам дека тактички тоа што Гвардиола го бараше од новите течишта, кликна. Да, кликна. Рајан Шерки е ненормален. Многу добар. Многу добар и многу битна работа за Сити дека Фоден влезе во форма. Го пропуштив 2 пати, ете и тоа е тема за фантази. Фоден, ете и познатиот ранкинг што го направи пред прошла епизода. Да, у моментов е најбољи стварно. Затоа ми е мило и Палмер што се врати сега. Конечно, значи Арсенал се први, Сака треба да го води тој тим и го води. Сити се вратени затоа што е Фоден вратен. Да. И Палмер е Голема вратен мера. од повреда, а Челси се топ без него. Така да сега мојот став се уште мислам дека прва втора епизода беше дека е Сити, Арсенал и Челси борба за титула. Сега со овие тројца вратени у цел она фул пикчер, зашто и Сака беше повреден, па и Фоден беше повреден. И Фоден помалку беше, Да, он ама само не перформираше, брат. Так. Сега е влезен у страшна форма. Игра слободно многу, брат. И многу ми е јако дека се британци, енглези. Мислам дека овие три екипи ќе ја разрешат причата, а клучниот фактор било која од тие три екипи ќе биде еден од овие што ги спомнавме Да. и тој ќе земе PFA Player of the Year. Тоа е мој став. Ќе видиме. Ја мислам дека сепак трката ќе видиме ги Сити и Арсенал. Челси слипнуваат од време на време, би сакал да се утрка за титула, ама мислам дека ќе остане меѓу Сити и Арсенал. И брат, искрено и како фан на Челси, не икам пак Сити да освојат. Досадно ми е више, брат. И Не освоја лани, ама не икам ни во годинава да освојат. апсолутно дека би сакал ја Арсенал најмногу од Сити да освојат, не дека Челси помалци или Сити, еве вистината е дека јас Сити колку и да сум за Юнайтед, многу сакам да ги гледам, али и мене ми е преку глава да освојат. Досадно е, треба промена. Така да, good job. Страшни се Сити. Халанд да е 2 гола, Of тоа беше course. добро за фантази, али топ утакмица. Топ утакмица. Да. Дали Нотингам Тотенхем пратеше што се дешаваше? Нотингам, Тотенхем не ја пратев пошто ја гледав Сити активно, ама после тоа изгледав. Какви голови им шиба, брату, Хацоно, ненормално. тој А вториот Сангаре? гол, брат. И Сангаре, ама Хацоно дојде брат од Не, страна. не, Сангаре беше преак затоа што на прво у воздух ја закачи, ја искрши статива на десна и Да. баш на Боријан му зборев тоа затоа што нели он е можда едини Тотенхем навијач во Македонија останат. Томас Франк е под Боци голем Јацки. притисок, али какви голови исподава Нотингам, не можеш против тоа. Не, пак да, нема што да направат. Хацоно дој ја свирна брат од десно, овоја закуца у мрежа и првата беше грешка. Да. Значи, па тука падна. не е тактички тука, не е изгубена тактички такмица, него изгубена Финеси. на финеси, што би се рекло, да. Али браво за Нотингам, брат. Сепак тој дека им не им дадоа гол на крај на денот. Сега Нотингам ми се интересни, ќе видиме после табела. Океј се многу сега. Они почнаа пак со Шон Даиш малку Да. нели изгубија Да. брутално, не се сеќам точно од кој. Ти да ги тепаш Тотенхем 3-0, што реално пак се Тотенхем со 22 бода, мислам зборевме за табелата колку е густо набиена. Јас сакам Нотингам реално да се кренат, нели ти збореш он веќе се докажани треба мејнтејнмент да направат на таа прича. Ја не знам кај се сега, мислам дека претходно кола последен пат видов табела и беа 17. Сега се дигнати на 15, мислам дека Ќе треба да видиме има. после, да. Ама не и ќе Фулам видиме. тепат утакмици ствари. Ќе видиме, да не Ќе нагајаме. видиме, ама почињаа да играат. А Тотенхем завршен збор. Не знам, брат. Да Не го знам. бркаат ли? Мене ми беше тој многу гениален стратег Томас Франк. Не знам што се дешава во тој клуб. Појма немам. Немам што да кажам, брат, добри играчи имаат. Некој кога играат добро, некад Кудус игра маестрално, некад ќе го снема. Па тоа е, се крстат на еден играч да. Шави уште се нема покажано како што А треба. реши брат. утакмица пред некоја коло. Да, Таа е ама
ја нема константност што се бара од него. Чудна работа. Нели да него имаше голема фама, бе, дали Челси, дали Тотенхем, па ги Да, да. Тотенхем. Ама па после како што се случи трансферот, први муабети беа дали е уопште доволно зрел за било која од тие две екипи се уште. Брат, може да игра тука Бундеслига такс, поше големи Вирц и Симонс. Така Симонс да- има милион пати поголеми бројки од Вирц. Да. Статистички. Тоа, Леле, следна Сандерленд Ова е Ньюкасл. утакмица на колото. Сандерленд против визиторот. Каква драма беше, како е Wire Tyre Derby или како и да го вика Derby. Каква утакмица. За 1-0? Мене ми е многу интересно дека пред утакмицата ми искочи на TikTok како Сандерленд им дозволи на Ньюкасл се статус облекувал на лого, слоган, да ги бодрат играчи во она и да ме ги хейтаат за тоа. И надвор на семафор пише визитор. Visitors. брат. Кога падна голот, да. тоа е. Предобро, ама голот беше, брат. Волтемаде Добар гол, Волтемаде, добар гол, брат. очекуван. Брутална утакмица. Тврда, имаше и видео, се утепа од клизачи. На 1-0 веќе Сандерленд се уклучија она Demon Mode, брат. Само Ама тие клизачи. Премиер лига, брат. Предобро. Премиер лига 2003 ја. Многу јака утакмица беше. За 1-0 мислам дека ова беше најинтересна 1-0 утакмица можеби што сум ја гледал у живот. И толку навивав Сандерленд да ја добие од кога падна голот. Ама јако и фанови колку беа внесени, брат. да, Кој имаш цело време бодрење, дерење, праење. Ами цел свет тюндин беше за ова, ја не ми се верува дека Сандерленд е повторно голема прича у Премиер лига. Предобро. Сеќаваш кога Многу ми почнавме е- со многу ми е подкастот мера, како ги брат. зборевме Сандерленд, Да, брат. да, да. Еј, може ги знаат. Бато, Европа за Сандерленд, тоа го сакам ја. Европа, било која, конференција Лига Европа, па и Лига Шампиони, бато. И добри играчи имаат. Не се слаби. Гранит Джака, цврсто стојам веќе на тоа дека е најбољи потпис лето за некој клуб у Премиер Абе лига. брат, супер трна они. Мукиеле. Мукиеле го зема. Сега колку и да е понезвучно име, нели Марк Гю го зема, го врати од Челси, ама пак беа многу активни на пазарот за играчи и купија добри играчи, така да Има тренерчина. good job. Дебрис разбира шо прави. Не знам дали овој податок го знаеш, Сандерленд се непоразени дома. Сварно? Да. Не го знаев. Сандерленд ти се трет тим по поени од дома. И не мањка Браво, толку браво. ни угости се 10. Па брат, горе се. Ало, алде Горе се на табела. Јас сум за Сандерленд сезонава ван Манчестер мој. Ако завршат Сандерленд пред Юнайтед, освен тоа да не биде 15 и 14 место, да речеме Юнайтед 5 а Сандерленд 4, частам кафан. Браво, браво. Мене втора екипа годинава ми е Фулам. Да, тоа го свативме. И ова, шо викаме, утакмица на колото, знаеш, ова колку беше добра утакмица Вестиен Вил. Добра утакмица, да. Добра утакмица. Роџерс ја реши. Се врати Чичо скроз. Се врати Роџерс, ја го земав баш колова. Ова го имаше сега? Да. Браво. Да, го земав сега. Ме почасти среќа две Па ти две болje години. движиш од мене задниот неколку кола, У очигледно. декември сум втор мислам некој лига. А ја кој Да. сум декември? или? Немам видено, ама Ја по месеци немам дзирна. сите други месеци сум 15, брат, така да доле сум уше. Ама ми трна конечно, али Вескем Вила добра утакмица. Джерод Боуен блесна, му поништи и гол, беше на 2-2, па после Роџерс да е не и ова ми е онакво Ама дерби Роџерс вториот гол беше страшен. драма. Не, Браво, Роџерс да. мене ми е дали исто беше од работ на 60-никот. Па малце, да. Мора секој епизода ќе Edge го- of the box. Edge of the box. Да, Вила не престанува да победуваат. Имаше многу јак пост. Дали сега Юнайтед ќе изгубат од Бормут дома само за Аморим да му е прекине серијата од 12 без пораз на Вила? И не изгубија Юнайтед, ама најверојатно Вила губи следно кога играат со Юнайтед. Тоа е. Имам 20 Моја играчи од предик- Вила. Али да, Вила топ, многу ајкаво ги победуваат утакмиците, као Лестер 2016 да Да, речеме, да. ама мене многу ми тамо се се свија. горе, брат. Тоа бе, Пази, тоа ги зборевме на почеток да се лоши, сега се може да се дозволат кикс и ќе останат трети, брат, Да. сегаш. Ја. Значи им избегаа на Челси, брат, така да свака чест. Свака част за Вила и секоја утакмица е преокрет. Памтиш лайв кога гледавме со Брајтон 2-0 на полувреме кога Да. губили? Не беше Да. ни 2-0 беше у прво полувреме, па 2-2 до полувреме. Да, и ова беше 2-1. Или не беше. Така беше, да, беше, да. Колку да е пред гол да висим?
Па мислам дека првиот гол е Боуен. Тој беше добар гол. Не, Боуен мене ми е исто еден од омилените играчи. Криво ми е што никогаш не доја. Ау, не бе, Матеуш Фернандеш да, у прва минута. прва минута гол. Од страна му влезе, баш го ја трефна. Така да, топ текма, Брентфорд Лидс, мене ми беше онака. Не ја гледав. Единствено што ми се издвои од мисла дека Хендерсон да е гол. Да, и За Брентфорд? прослави у чест на Диого Жота, тоа беше симпатично, Да, и играше Калверт престиж. Луин да е за Лидс, така да беше малце Меморабилија. од пред некоја година Носталгија. Премиер лига. Абе, ама Калверт Луин е топ. С 5,5 да, или да. нешто е, Сега му мислам дека е тргна. окей, мислам топ. 2-3 кола последни части, ама окей, утакмица мислам окей. Мит, ништо посебно. Па ја Игор Тиаго, сега нели најпопуларен напаѓач покрај Халанд. Некако мислам дека му пројде на него, нели како што реков Дека што се го менја. вадам сега, да. Им досудија пенал иначе, И него и после го и поништи. после беше офсайд, им го поништија, така да имавме тука прилика да добиеме поени од него, ама ќе го вадам се. Ја ќе го зачувам уште некој кол, Уште една затоа кола што ќе го сум... дачувам, пошто има лесно сеа, и после го вадам. Ја мислам дека ќе гледам да правам многу малце трансфери до 19-то коло, затоа што не ќе да се ставам у позиција да треба wildcard да правам одма што ќе го добиам. Затоа што сега за сега ми е тимот баш изграден од јаките екипи, иако освен Тиаго еве да речеме пример или Джака, ама ако почнам да ги вадам тие со некои рандом играчи, тој ми underperformне, многу лесно ќе ми дојде да направам Да, wildcard, да. а не ќе. Ке ти раскажам после што имам план, Мм. мислам дека ќе ми трае и тој тим, ама сум спремен да го дам и него и Матета. О, уште го имаш Матета. Да. Ја тој не игра веќе ни 60 минути, не знам што се дешава. Не игра, не е добар, ама правим некои други трансфери, го оставив него. Мм. Океј ми е сега да се, пошто ми перформираат други играчи, ама морам да го вадам. И останува е последна, брат. Реално? Утакмицата на колото. Утакмицата на колото. Колку пати го кажавме за ова коло, значи било добро коло. Ајде, раскажи како фан на Юнайтед. Впечатоци. Прва работа, знаеш дека сум статс фрик. Юнайтед имаше 3,2 XG у 25-та минута. Ја ја гледам утакмицава и си викам Бормут за сите бели што ни ги направија задниве години, сега една седмица ќе им даеме да јадат. Арно, ама Юнайтед како Юнайтед рекоа не. Значи прв гол падна, Диало шашма гол. Значи Да. шашма гол и си викам готови се сега Бормут. Али се менја 8 утакмици, другарот Да, и- нема ништо направено. И да е добра голче се. И да, не, се менја е врв. Не знам зашто не доби црвен, малце давеше играчи од Юнайтед, ама окей. И после тоа Юнайтед прави 2-1. И си викам, добро, сега ќе ги изгазиме. 3-2. Правење Бормут 3-2, Таверниер дава слободен за 3-2, Ламенс и многу какви видеа си изнагледав за утакмицава. Сега Бруно е у центар на внимание за коментари, ќе умрам за клубот, ова сака у судиска ме даваат, се нервирам затоа што ми е битно и се. Видов видео, пред да го шутне Таверниер слободниот, Бруно со прст му покажува кај кида Да, слободниот. го видов се ја. Со прст вака му покажува, таму ќе ти ја шутне. И голманов, као, не знам дали реагира, не е битно, го прима голот тачно таму. Бруно, јака му душа. Ја, и, еве, на малски фудбал така нешто ми се случи и да примеме таков гол, ќе полудам. И Мангупот продолжува да игра и го видене гојот слободен. Да, имам поседа одма. Затоа ми е го зборат. Добар е, многу е добар Бруно. Плачко, Кавги, ово, она. Најболе играч на Юнайтед. Само не у плачко, задниве. ама е најбољи играч, стварно. Многу добар гол. Само му е таков карактер има, брат, и тоа е тоа. Али играчот перформира, брат. Секој Најдобар утакмица. играч е. Секоја утакмица. Тоа е тоа. 90 минути игра, секоја утакмица игра, нема отидено една утакмица нешто да кажеш семени причини или Португал утакмица, Да, значи да, да. све игра. И после тоа прават 4-3. Голот го дава Куња. Глупости се случија, значи МБУ му претрча, па Шешко му ја прибра и Да, видов, Да, да. да. Шашма беше малце, ама не е битно. И ја полудев. Си викам ова е театар снова, Вртење, да, ова е Мене Горан приказната. ми пишуваше пошто не за Юнайтед. Па слушаше ли voice message со група какви праќа Слушав и од ја? тебе, да, дерење, брат. Дерење.
И United као United, затоа што нели драмата не може да заврши у 80-та минута, примаат гол, Крупи Джуниор, мене тој ми е феноменален играч, не знам зашто не добива Да, го повеќе збориш ти минути. поише ти. Многу добар и реакцијата, топката ја добива, мислам пасот што го доби одбраната на Юнайтед се исклучи на момент. Арно, инстинкт, пап, агол единствен што е празен, со отворена копачка, не гледа у голман, не гледа у гол. Одлично, Да, добар, одлично. ама имаше дупка голема таму. Тоа Апсолутно. треба да припатат Само на тоа средина United, на брат. пенал беше, Да, точно. да. И Ламенс за претходната грешка се искупи, само малце. Юнайтед тоа што ти го зборам, 400 такмици немаат изгубено кога воделен на Олд Трафорд на полувреме, тој податок вртеше многу. Бормут синоќе за малку ќе го искршеа тоа. Арно Ламенс се оправда малку. Луда одбрана таа со ногата, таа после другата беше у него. Една работа за Юнайтед ќе кажам, што мислам дека многу луѓе ќе се согласат со мене што навиваат за Юнайтед. Лоши, добри, мизерни, немизерни во ред. Најинтересните утакмици ги игра Манчестер Да, Юнайтед. сезонава, да. Секоја сезона. Yes. Секоја сезона. Лани со Лион. Значи на Олд Трафорд конкретно. Со Челси Палмер кога дае гол. Да, да. Значи секоја сезона Юнайтед ја има најинтересната утакмица. Нешто има со тој терен. Не знам што е работата. Знам дека е мој тим и сите ќе речат, ој сега у најлошо прави. Најинтересните утакмици игра Манчестер секоја сезона. Сезонава можам да потврдам, за други сезони Па, не. памтиш Лани Лион? Памтам. Но го памтам, ама сезонава се obviously најинтересни. Ама тоа има две острици тоа. Добар, да. Добар напад има и лоша одбрана, брат. Не знам што е работава со одбрана без сите позиции. Ова веќе бе се Челси пред смени. 2 години, брат. И тегне кој дава еден куп голови, прима 300 гола, брат. Да. Игра драма такмици, ама брат на табела се 13. Така да има напредок, брат, тоа е многу важно, пошто даваат голови, добро играат. Одбрана на терен што твикнат. Ама имаат сега веќе втор напад у лига. Имаат највише XG у лига. Од почеток на сезона, од прва утакмица има. Највише има. Знам, Први ам, се Юнайтед, втори се Сити, трети се Челси. тоа ти кажува и многу за самата реализација. МБУ е многу паднат. Иде сега у Африка на турниров, така да ќе видиме тоа како ќе изгледа Камерун, ако гураат оддалеку, ако не гураат, ќе има влијание на тимот многу. Пола екипа на Юнайтед им отиде. И Мазрауи си отиде, и Онана си отиде. Онана. Отиде Мазрауи, отиде МБУМО и Диало. И сега, ајде Мазрауи може не игра прва постава и све тоа, окей, ама овие двајца се срцето на нападот. Да, бе, да. И може да биде и добро за Юнайтед малку да влезат други во ротација, ама не знам што да мислам, брат. Не бе, лоша е слика. Јас сум многу среќен што брат Челси немаат веќе африканци. Мислам дека никој не е отиден. А порано знаеш дека брат полот тим од Африка беше у Челси. Па уште е, само што имаат пасоши европски. Да, европејчиња се сега. Ацко, пуштај табела, видиме што се дешава за Юнайтед, ми се крева притисок кога зборам више. Ајде да видиме. Многу тесно горе, ова не очекував. Вила Контендерс, Вила, бра. види ги. Да. Види ги Вила, човече, зелено 3 бода оф топ. и следни Юнайтед. Комедија дел арте. Сити ќе останат горе, играат со Вестхем. Челси име климава, брат, Палас ке тепаат, така да. Чекај, имаме Заебано друго е. што има. Ливерпул Тотенхем тоа ќе биде утакмица. Ливерпул Тотенхем. Ајде да не ги кажуваме после на predictions. Дај да видиме дну табела. Форе се 16, сега се кренале. Олеле, Парнли Wolves се катастрофа, човече. Да, Нотингам се Брат, 16. Wolves. Најлоша екипа ever, брат. Која беше шансата бот да им земат на Арсенал? Мислам, голема беше шансата, ама Да, како е Криди можно? беше добро. Чекај видиме од доле кои се у добра форма. Еве Нотингам 3 победи од 5 утакмици. Тоа што ти го зборев Да, преска. и Фуламе ти се крева. Лиц победа 2 нерешени и тоа со озбилни екипи. Да. Челси ги победија нерешено. Челси и порадот им е со Сити, Сити, ама шок. мушка утакмица. Так, точно. Така Браво. Значи тим се Сити, Челси па Ливерпул. Да. Одлични, не. Лиц Да. за местото кое што се. Па ете тие дупкат. И Вестхем ако испаднат од лига, тоа ќе биде шокантно. Не би сакал ја искрено. И ја искрено не Превид мислам. испадне Лиц или Брентфорд. Брент.
да даваме еден hot take сега. Не знам зашо, табелава во моментов е многу луксуз. Од сите екипи што ги набројавме, најшо моментов кој ми игра најлош фудбал? Бормут. Па во моментов може, ама не знам дали би ги испаднал Бормут. Не знам ни ја, ама Лидс имаат многу озбилна структура од тимот. Они се од втора лига, не се толку светска класа играчи од тимот, во ред. Нотингам нема да испаднат. Шон Дајш тоа го работи. Вескем нема да испаднат. Не ќе да мислам. Вескем си екипа што може да врзе рандом 3 поред победи и тоа ти е доволно да не испаднеш од лига. Не веќе. Може. Не веќе, многу се ствари. Ки играат со Барнли, ки играат со Вулфс, ки ги тепаат и ке се кренат. Така да... Па мислам дека будоите на Вулфс им се одбарнали од Вестим, тоа ми е најсмешно. Стварно мислам дека е така. Ајде ше малце гореацко да видиме Европа шовика и да си се пребациме на predictions. United Liverpool си се гушнати веќе 3-4 кола. Си идат заедно. И тоа стварно видиме и формата исто брат. Изгубена па тепана, па нерешено, ајде тука малце инверс. И се играат и двете тешки утакмици. Па и Челси за таа форма брат. Да. Леле, и последно коло е озбилно, бе. Ајде да идеме на следно коло. 17. Let's go. Let's go. Ајде видиме што се деша. Челси пак се први. Стандард. 1-1. Ау, каква утакмица отвара. Сакаш predictions? Челси, брат, predictions. Искрено, кидам на Челси победа, пошто играат денеска. Добро. Со фул втор состав. Кај Седо се враќа. Заврши суспензијата, да. Многу битно. Така да, кидам на победа, брат. И Палмер го одмара денеска, кидам на победа 3-1. 3-1 Челси? 3-0? Тоа е да вадам Рамсдел 100% ја од тим. Види, Ньюкасл не ме разочара со Сандерленд, затоа што е сепак Сандерленд беа презапалени. Не ми играат фантастичен фудбал како што очекував да ги играат, затоа што мене ми се свијат играчите што ги имаат. Ама тесна ќе биде. Ја би рекол 1-2 за Челси. Може. Не знам дали толку гладко 0-3. Челси некои историски се мачат кај Ньюкасл у гости, така да не е исклучено ништо, ама некако имам елан. Оваа недела. Ајде оваа утакмица. Бормут, Барнли, па дека тепа Бормут, а? И Барнли почна да даваат голови кај стигнат. Да. Они губат, да, ама даваат голови. Да, може да има голчема утакмица. И Петрович не е у форма нешто периодов. Ајде нека биде 2-2, не мора тепа. 2-2? Знаеш што исто да ќе го кажев ја, не ќе да мислам дека сега се мењо Калзинеат го извадивме нели сите и се мењо Хетица им пука на Барнли. Нека дава 2-2. Не го зимам. Брайтон, Сандерленд. Врска не. 2-1 Брайтон. 2-1 Брайтон? Да. Врска не, ај. И Брайтон се солидно. Ја кидам 2-1 Сандерленд. Значи 1-2. Да, 1-2. Може. Сити Весхем. За ова другар ми кажа интересен факт и ќе го игра Халанд трипл кептен тука. Халанд има да на највише гола против Весхем историски. Така да може да е нека 5-0. 5-0. 5-0. Апсолутно. Ќе ги уништат. Вулфс Брентфорд. Мене Игор Тиаго, човече, само нека дава голови. 0-2. 0-2. Може 0-2 и јас. Така ја мислев нешто. 0-2-1-2. Нека иде 0-2. Тотенхем Ливерпул. 0-2 според мене. Знаеш, ја некако Тотенхем не гледам како би им дале гол на Ливерпул, ама па Тотенхем колку и да се крш секоја сезона, не секоја, од сезоните кога им се случуваат вакви кризи, они со големите екипи магично се враќаат. Да, играат добро, да. У форма. Никад нема да заборам. Нова не играат добро со големите екипи. Не играат така? Со Арсенал можеби изиграат добро, ако не со Юнайтед изиграат 2-2. Ја извадија. Мислам Юнайтед се спасија, ама со Челси изиграа катастрофално, брат. Да, у шише беа стајани. Многу лошо изиграа. Не знам, не те влече ги гол. поштојам, ама сезонава се крш, брат. Ајде. 0-2. 0-2? Да. 0-0? Може Не знам зашо. Може. Евертон Арсенал. И овие им се трнува кон Арсенал.
Да, ама пак Арсенал с Арсенал, тука би дал 1-3. Арсенал им се враќа Салиба, вратен им е Салиба. 0-2 Многу двојки. или 0-1. Може 0-1. Знаеш зашо? Затоа што Евертон се тип-топ и некој корнер, освен Грилиш. Ако не се по вампири, Па тешко. може. 0-1, толку. Лиц Палас Палас 2 изгубени, 3 изгубени поред. мора да тепаат. И ќе тепаат. Мора да тепаат. Лиц веќе вајде си уморни више од добри резултати, така да Им здосади од добри утакмици. Сега ќе почнат да и губат. тоа ќе тепаат вајде лесно тука, Ја мислам. ама може да примат голче така да би дал 1-3 или нешто така. 1-3, 2-4. Лиц Забавно. Кристал Палас 2-4. Забавно, Вила Манчестер пак ли има забавна текма. Со пресврти и врагови. 3-3. Кога очекував дека ќе изгубат од Кристал Палас кога ги играа у гости, реков 1-2 Юнајтед навијачки, 1-2 ќе кажам и овој пат. Ајде да видиме. Да видиме дали пали. Ајде да видиме. Ја викам 3-3, иако го имам кеш и неќе да прими 3 гола, вред. Фулам Форест Утакмичиш. 3-2. За понеделник ова е the game. Драмица. 3-2. Да. Уф. И Нотингам даваат голови. Затоа 3-2. Некако оваа епизода мислам дека најслични имавме. Да. Се синхронизирав. Можебе 3-2, пуци. Нека тера. Тоа ли беше колот 17? Добро, кога видов сабата колку текми има, брат. Леле, Партали да. ќе видов. Чекај да видиме колку има мултипренос. 4, добро, стандард. Не, 1, 2, 3, 4, да. 4. У 9 има 2. Значи, сабота искачање на Нада. нема. Тоа е 17-то коло? Тоа е 17-та кола, може да идеме на фантази. Драма на фантази, стиже. Let's go. Кој е прв? Прв Тој е. си ти, брат. 73 поена. Раскажи, ајде, сака ти е. Па, Сака ти е капитена. да. Направив еден тон трансфери која ги добивме. Не бев свесен до скоро 15-то коло дека ќе ни дадат 5 трансфери. Кога го правевме Да. екимоводата, ама ти не беше... Не бев утек. И не го ни проверивме никад. Така да и мене ми изненадија, пошто ти ме одврати од помислата Да. и ги заборев и ја, брат. Ама топ влегоа, Да. имаш многу понина клупа, брат. Да ми е живо и здрава клупата, да знаеш колку драма имаше околу тоа за мене од недела према понеделник и ти го раскажам и тоа. Значи, што се дешава? Ја го вадам, колку го извадив за Орайли. Муњоз од нешто као ситна повреда, нешто се степал у диско, такви моменти слушав, на крај испадна до јануар да не игра затоа што е мега повреден. И го ставив Орайли, го планирав Орайли за следно коло, среќа не примија гол. Го ставив Сака место Семењо, Ендија место Джака, Тиаго место Матета и ми беше на палец Ембеумо место Фоден. Ама си гледам Ембеумо игра со Бормут, Фоден игра со Кристал Палас со гости, да, Фоден у форма, ама Ембеумо пред Авкон, нели, за да може да си спие мирно ќе даде некој гол и си викам, нека го. И во еден момент гледам црвен дека ни Аморим ни никој не знае дали ќе ги пуштат камерунците да играат уопште на таа утакмица. А мене му келе на клупа со 8. Си кажеш. Да, си викам Бој да нека не фати влезе. авион, нек се губи, ама играше што играше. Така да тоа малце ме растажи, затоа што ја многу си правам калкулации пред и потоа, дали ако направи вака ќе направи, ќе беше онака. Ама види се, брат, тука реално си ги направил obvious choices. Мукеле не може да го ставиш пред некој. Апсолутно. Не, па тоа ми е и Игра со аргументот. Ньюкасл, брат, Ньюкасл. Не дека ја Мукеле ќе остави во игра, нема шанси. Да, бе, да. Ама Ама да. И си ја правам математиката и си викам топ, го преживеав невнесувањето на Фоден една утакмица, затоа што Фоден колку да е 11. 11, да. Да, и си викам 3 поени мирно ќе спијам. Ембеумо игра, па ја 4 гола Ембеумо не е умешано ниједен. Ајде тоа што се деси, се деси. Крупи Джуниор дава гол. И си викам,
пак некои математики, може да имам волку поени, може да имам толку поени. Среќа Бруно што ми извади, инаку ќе изгубев многу ранг, вака сум 287.000, така да не е страшно. Што друго се случи меѓу време? Да, сака капитен беше одлука на дедлайн и Рамсдейл го ставив место кој ми беше голман? Who was it? Рамсдейл ти е добар за Не, утка не видам, ништо не видам. После има веќе многу добри тек. Па да, ама се мислам Санчес да го зимам. Ама Челси имаат па заебани бре. Па ми е гајле дали Тие има. рискантен потек, али Не знам, Рамсдейл некако и лошо брани. Тоа ми е нешто што ми паѓа очи. Со кој го сменив само ја Рамсдейл? го земам в Ливрамента брат. Тино. Со кој го сменив Рамсдейл? Зашо не ми текнува? Кој ми беше голман бе цела сезон? Мартинес брат ти беше последен. Да, беле. Па и тој пак сега прима голови цело време, така да и тоа е лош пик. Не, у моментов мислам дека obvious choice за голман ти се раја Донарума и Санчес, нема ниједен друг освен Хендерсон од Кристал Палас, што ми е онака obvious пик, мада Ровс или како да му се изговара името од Сандерленд е прв пак у поени. Па брат, кај него е добро што прво игра добро, второ брани многу. Тој може да, знаеш што се Ама размислува мене ми се пренаправо. такви рискантни, пошто брат кај Сандерленд никад не знам дали ќе падна, дали нема да падна. Па ја би го ставил А да да има тршам трансфери на голмани е... Да, никој не ќе тоа го прави, ама со Wildcard пример би го ставил како бекап голман и секогаш кога ќе играат Сандерленд дома би го ставил без разлика кој ми е другиот голман. Затоа што они имаат примерно многу малку голови дома, немаат изгубено дома, има сейвс. Не ја знаев, да. Yes. Така да 73 не сум најзадоволен, ти се верува 73 дека ти е сега Red Arrow до пред некој коло со 55 рипав 200.000 места, брат. А си над просек, брат. Чудно е што се редерал. Па добро, ама може и затоа што сум веќе високо. Јас сум пред да почне коло бев 160.000 и сега сум 270.000. Горе се веќе други цифрите. Други се цифрите, да. Да. А што правам следно коло? Фоден. Фоден, конечно е Obviously, земен. да, да. И криво ми е што го мислев, затоа што го земав на фрихит, кога дае многу поени, кога дае 16, и после тоа си викам, ова коло не може да земам, дае 13, па сега со Кристал Палас дае 11, така да 20-30 поени ги фрлив за џабе затоа што се надавав на МБУМО. Фоден ин. Имам уште еден трансфер. Райстин? Не, Рајс ми е веќе некое коло ставен. Кога се повреди... Аха. Кога се Кој го зема повреди... другој брат? Вирджил ти е тука. Па не, само Фоден Джака ти е земен. Не, и Джака беше од прошло. Фоден е само Аха. нов трансфер, имам уште еден и се думкам помеѓу Рамсдейл према Санчес или Рамсдейл према Хендерсон. Сега не ги имам на камера да размислам, затоа што ова ќе ми биде хаос. Јас со голманиве си имам војн... Памтиш Ти ли можеш да играш едно коло со Дубравка, брат. Епа, овие што се вештачки интелигенции ми викаат Дубравка дека е боле пик. Ама некако имам чувство дека Рамсдейл ако игра Челси како што ти избориш и да прими гол 2 може да се утепа од сейвс. Може, да. Ама па не. Со Евертон премногу шанси има, брат. Многу сум слаб со голмани. Памтиш ли ти Пикфорд? Ама на пример па многу беа изградена е шансата, добра е шутот, ама не е у гол. Така да никад не се знае. Другото не го очекувам. Другото ми е сосема окей. Имам еден као пик у глава, а тоа ми е да го седнам Джака на клупа и да го ставам Крупи Джуниор да си игра прва постава против Банли, макар влегол во второ полувреме. Да, можеш. Арно, ама Джака е лудак. Он може Да, да даде на овие 2 гола, брат, од нигде никаде. Ете тоа, значи, думката у мојот име, дали Крупи Джуниор да игра прва постава и дали да го менјам Рамсдейл. Другото си останува вака, тоа е тоа. Капитен Халанд, obviously. Yes, со Весхем, да. Фоден ми е Милош што го имам, Рајс и сака ми е Милош што го имам, Фернандес апсолутно не искача од мојот тим anytime soon. И... Да, поготово сега кога нема и други битни играчи, ја имате лесни такмици, мислам дека ќе части многу. Види, они против јаки ми е секогаш многу стабилен, затоа што знаеш дека колку и да е добар противникот против нив, еве да речеме сега. Да, бе, нешто ќе направи. Нешто ќе направи. Баш кај е на пенали, на фрикик се, така да вреди да го имаш и тим. Така, тоа е мојот тим, тоа беше моето коло, црвена стрелка, некои 100.000 места да речеме така нешто. Ајде 70. Можеше боле, некој трансфер лош, прерано, прекасно, ама тоа е тоа. Задоволен сум. Идемо дале. Nice. Ајде видиме сега лондонците твои, шта каже. Let's go.
Јас имам 82 феноменално коло, ама пази го сега ти моментов, брат. Леле Роџерс, вау срединава, што ти е? Кажи, Еј. Брат, мене коло ми почна у сабота го имав само Тимбер, брат. Имав 2 поени у сабота. Си паднал 5 милиони. Сите има по 60 поени, брат. Сака капитен, пола вакво, сите го имаат Вилсон. Ја паднав на 15-то место, викам, леле, коло е криминално, брат. И Доаѓа преокрет. недела, доаѓа понеделник, рипање, брат. Халанд гол, Фоден гол, Роџерс 2, Донарума клиншит, Бруно. предобро беше. Бруно, Вау, какви играчи. Да. Вау. Кеш малце ми бодочен дека со 0, ама пак 82 е топ. Сега сум пак рипнав едно место, 10 сум му лига. Ѓорк малце ми избега, Тога? пошто му беше Бруно капитен. Еше, Се јавивме тука до крај и на крај 10 ми кидна, така да имам работа на него за да го стигнам, ама кај мене све е зелено. Трансфери што ги направив ова кола беа Роџерс го ставив, Кој извади? место Мбумо, Браво, брат. да, а Фернандес го ставив место не знам кого, брат. Се менја да не го имаше. Не. Се менја. Го трнав се менја за Фоден пред некој кол. Зашо не можам да се сетам кој ти беше друг у средина? Некој поскуп не беше Челси, не беше, нема везе уствари. Значи ја направив неколку трансфери, брат, у принцип. Го Роџерс, ставив Бруно, Фоден? го ставив Дюсбери Хол за да го имам, пошто е поевтин од NDI, а NDI иде на ваква. Го ставив Тимбер, го ставив Роџерс и Фернандес, ама место кога ставив Фернандес, врска нема. Не е ни битно, ти се Не е погодиле битно, трансфери, да, као али се фрихи погодија товарава. многу, брат. Така да, многу сум задоволен. Идеме сега на наредно коло. Браво, Кико. А иначе во втор сум у лига и го стигам првиот, ама у лига у принцип добро ми испадна 73 поени, оверол не беше сега. Да. Ја не знам кој место сум уверен, уште не ги пратам, пошто сум доле многу. А, ја цел живот тоа. Не ме брат. занима многу да сум толку доле. А наредно коло, мислам дека ми е доста добро, го земав Гуеј, Добро? Гуехи, како да се изговара, и го земав Вилсон. Вилсон ти кажав зашто го земав, Не се чека. малце од страф, да не пак направи нешто и го имаат сите, па да... Леле, паднам. нападов шо лесни утакмици ти игра. брат. Нападот ми има лесни такмици и после тоа ќе го менјам, брат. Сакам да ги земам коло по коло ќе ги менјам, нема да правам минус 4. Мгм. Сакам да го земам прв Екетике, пошто после ова коло они играат со Wolves, мислам дека, Мгм. и после тоа сакам да го земам Боуен. Така да ми бидат они 20 пари имам за тоа, Боен место? место Тиаго. Тука се со цена, така? Дури мислам дека више Тиаго и може да го стигна со цена. Не, мислам дека е поевтин пак, Поевтин, ама не знам. ама имам и у банка нешто, пошто го сменив Тарковски го извадив, Зошто? ќе го земам, пошто има неколку тешки утакмици, сега се враќаат на добри такмици и ќе го земам Кин. Поевтин дава голови. Поевтина, многу се близко со бодови, 2 бода поеш има Кин, ама е брат 0,8 поевтин. Проблемот со Кин што го имаше порано е што не беше константен стартер. Не верувам дека тоа би се случило сега. Да, го имаше тој проблем, ама за 0,8 поевтин, брат, ќе ми отвори Кинчо буџет, ти е- ќе го сменам кеш со Кин, али коло за коло, брат. Не знам дали ќе до минус 4 ќе видиме. Брат, ја мислам дека твојов тим да го стиснеш на фантази филтерно на информ, првите 15 души ти се сите у тим, брат. Брат, конечно почнам да ги лупам добрите трансфери. Да, топ. Фоден И го јас сум фатив. слаб со тоа. Сите добри кола што ги пукна сега, Роџерс го фатив ова добро коло, Фернандес, така да Леле, Кире, стварно, баш сум what? доволен, брат. Вау, браво. Секоја Али чест. свака чест на и тие до мене што се брат, пошто они се многу добри. Виктор, не знам дали го пратиш. Не видов што земо? Виктор преди па четворица коло. Колку стотка да не удри. Па у високи основници неки 90 и претходното имаше скоро 90. А ми спомија дека ќе ме стигне на фантази и сега изгледа не се шалел. Да. Види ти него. Така да он не претстигна и мене и Марко и Ѓорк, мислам дека брат.
Добро, јас секако планирам од следно коло да избијам на прво место во нашата лига и така достане до крај на сезона, така да come at me. Така да тоа со фантази. Мене ми се Реално. баш забавни неколку кола, пошто конечно сум добар. И мене ми овој муабет за фантази може ми омилен до сега. Да, и мене. Искрено да ти кажам. Така да тоа е тоа. Чекај, а ти устари капитен трипл веќе го имаше пуштено. Го имам пуштено, да. Епа, дали, ајде сега направиме еден муабет за камера. Дали е можеби паметно, затоа што знаеме дека сите ќе лупаат трипл кептен Халанд, си пукнеме у колено да го оставиме капитен типа Тиаго, типа Фоден, затоа што Фоден не би ме чудило да биде the guy. Не, треба го размислам ова. Ова може само за контент да биде рековме, глупотек. кога рековме да идеме -4, Ја не отидов. после таа епизода не ја снимавме. Ја отидов -4 и направив кардинална грешка. Сега ти кажам што се деси, пошто немам изборено за. Ајде. Отидов -4, го земав Ливраменто, играше против типа Барни или Вулф, брат. Да, играа слабо така. Нешто многу лесно игра, И примијам. а пред тоа го имав земено Кеш. Знам, тоа го видов. И Кеш врати ме многу. Кеш гол. го ставив на клупа, Ливраменто го ставив прва постава, Кеш имаше 8, брат. Така да и -4 рачунај, Оу, -12. ме заева Мање таа многу текма. Така да ќе го размислам овој пат. Ја некако... Али ќе имам многу трипл кептен Халанд, тоа сум убеден. Знам. Ја го погодив трипл кептенот со Халанд, го ставив против Барнли кога да е 3. Четврто, пето коло, мислам дека беше така нешто. Мило ми е за тоа, ама инат као инат, знаеш што ми проја низ глава. И ова е многу фантазирање, затоа што може овој мој став до 30 минута на утакмицата да биде фрлен у ѓубре. Знаеш што си мислев? Вестием се big at the back. Килман е огромен, Мавропанос, Дјуф, може вајда нешто ќе прават со Халанд. Нема Фоден кој да го чува тој тим. Можно е, брат. И замисли трипл кептен Халанд, сега да не закачам луѓе што се со тој чип активирани, 2 поени, односно 6, а Фоден да ти тресне уште една 15. Дај Боже, брат. Не, ама тоа ти викам, и тебе ти е капитен Фоден. Да, треба да направиме анализа тука, не Знаеш може да ти како го ќе ти ветам биде? ова тука на лице место. Нема да ти биде зелена стрелката на крај на коло, златна ќе Да. биде. Нова стрелка ќе измисли. Окей. Е забавен пик тоа, брат. си брз. Ама од друга страна, брат, и Халанд има паѓано на земја, брат. Ликој ко Брн Да, точно. И Тарковски. и Тарковски, брат, така да... И Ништо, ете, го оставив. така да Го ќе оставив видиме. муабетот Да. за Ќе се размислување. размисли. Да. Ќе се размисли. Ја ќе го играм Фоден капитен. Тоа. Се решив. Може, може Ја да ќе го играм Фоден капитен. Па, шта буде нек буде. Ќе седнам сега конечно ќе направам анализа на како весим се бранат. Ајде дутнеме све тогаш. Така Добро. да, тоа беше фантази. Фан фантази. Да, може да се пребациме на некоја игрица сега. Да смислиме некоја ново игриче или нешто. Ај, Ќе видиме, ќе размислиме. Ќе се договориме. Ќе видите за 2 секунди. Ајме. Се враќаме со сегментот Guess the Lineup. Ова е нова игра, не сме играле до сега. Ќе погодуваме тимови. Виктор еден тим, јас друг тим, овој пат со иста утакмица. Концептот на играта е имаме два обиди да го погодиме тимот, односно кажуваш играча, ако го погодиш од прва, добиваш 2 бода, ако го погодиш од втора, добиваш 1 бод, ако не го погодиш, не добиваш бод. Правилата се мора играчот да биде на точна позиција. Така. Ако не е на точна позиција, не се важи. Така да, денеска ќе играме финале Челси против Манчестер. Мораше. Нашите екипи, Лига на шампиони, да, за прв пат. Москва 2008. Виктор ќе погодува Манчестер, јас Челси, така да, Виктор, ти си прв. Ајмо. Голман Ван дер Сар. Лев штопер Рио Фердинанд. Десен штопер Видич. Лев бек Патрис Евра. Десен бек Вес Браун. ЦДМ лево Оуен Харгривс. Не е Харгривс. Епа десен ЦДМ ќе кажам Сколс. Лево крило Сиере Сиете. Кристијано. Шпиц – 10 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
Лев. Кој играше шпиц? Тевес? Десно крило, десно крило, десно крило. Стварно не знам. Озбилно. Кој беше десно крило? Кој беше десно крило, бе, брат? Ја мислам дека ми текна. Ја ја памтам акцијата на голот, ама таму беа умешани Вес Браун, Сколс и Роналдо, не беше десно крило. Па не е вајда Оуен Харгривс дека играл десно крило. Шо ми зборуваш? И кој ми останува тогаш? ЦДМ? Средина лево. Лео. Веќе уднав едно, така? Да. Сиди се по години, ова ти е само второ вид, така? Да. Рајан Гикс. Леле. Ништо. Не ги знаев толку колку што мислев. Керик, пе, брат, леле. Добро, една утка, брат. И менаџерот се знае, мислам, не го спомнам, се знае кој е менаџерот. С Алекс Фергюсон, леле, Мислам дека- Майкл Керик. Мислам дека ме имаш. Стварно? Да. Мене малце ми е блед овој состав на Челси. Ајде. Ке Гол. почнеме од голман Чех, Изи. десен центарбек Тери, лев центарбек Карваљо, лев бек Ешли Кол, десен бек кој играше десен бек тука, брат? Ферира, десен бек од 2009, брат. 8. 8. Галас? Не. Ти го блокираме тоа. Да. А ја мислам дека го имам. Ај сега пошто ми е мене различна сликава од кај тебе, дали централниот играч е поназад или понапред на поставата? Поназад како што го гледаш. Поназад е? Добро. Шпиц, страйкер, Ќе ти избркам од куќа, брат. Дрогба. Уф. Не ми текне дали доби црвен картон, брат. Ама доби на Доби крај. црвен картон, На крај. Не точно. ми текне дали доби пред такмицата или после такмицата. За време на утакмицата. Да време дека доби. Средниот у средина ЦМ Макелеле, десен ЦМ Балак, лев ЦМ Лампард, десно крило Малуда, Вау. Вау, Кико, сите од прва? лево крило Малуда, Добро. Ајде. десно крило Калу. Кој е десно крило? Кој играше десно крило од таа ера, брат? И ова мислам дека го знам. Не знам дали играше у овој период уште. Џо Кол. Ти остана Тоа ми десен остана- бек блокиран и тренер да ми кажеш. Тренерот, брат, не го памтам. Пробај, Имам 3 опции у глава, а само 2 обиди. а само 2 овој. Првата опција е Анчелоти. Ние. Не беше Анчелоти тренер. Втората опција е Гус Хидинг. Аврам Грант. Аврам Грант. А знаеш дека беше некој плейсхолдер, брат. А десен бек, ацко да се пробам да му го крадам на Кире. Може. Дали беше Жозе Босингва? Не мислам дека не. Кој е? Чекај. Не смева да се Босигва гаси. мислам дека тоа е покасно у Челси. Ти кажа Калу, Малуда,
Кој играше десен бек у Челси таа сезона, односно таа година. Ги кажавме Карвалјо, Тери, Кол, тоа е стандард. Кој ни фали? Не знам, брат. Африканецацко. Дали е африканец? Црнец или белец? Секи има црнец. А не сватив шо да е со хинтот, не те сватив ништо. Црнец. Ки ти кажам. Кој играл, брат, тука, бе, брат? Па пак ми се некој Малуда го рековме. Малуда игра горе. Да, бе, и Калу игра горе. Брат, зашо мислам дека е некој преобвиес срамота е што не го знаеме? Дај го, ајде. Е obvious. Па затоа, чекај! Се? Есиен? Есиен! Десен бек. Брат, и Керики Есиен си ги заборавивме. Ама брат, десен бек, ја го немам видено Есиен да игра. Да, Изгледа точно. имало, некој бил повреден, бе. Ај провери само за тренерот кој бил на таа утакмица и да ја затвориме епизодава као стил. Аврам Грант? Можно да решавам. Аврам Грант скоро 100% го памтам, Можно затоа е што да решавам, истураше, да. он беше убела, двајцата беа тренери убели тренерки. Аврам Грант. Да. Пошто предпоставам некој дека сезоната е почна с Колари и беше многу лош и доби отказ и ја заврши како Не ја интерим. почна? Аврам Грант. Наредната бил Сколари. Наредната? Имаше некоја тогаш многу тренери бркаа Челси Да, и он да, беше да, плейсхолдер да, таму да, брат да. до крај на сезоната. Па и Ди Матео го кикнаа после освајање, така беше. Да. Ова беше интересно. Ја очекував да ги кажеме 11-ка ушала. Ама не се случи. Не, ја мислев дека потешко ќе ја кажам на Челси денеската. Искрено. То, и мене Леле Керик. Се изненадив. Тоа е тоа. Ова беше интересно. Да. Не знаеме кој победи, поените ќе ги броиме Мислам дека после. Виктор победи, пошто имаше менаџер, ја немав менаџер, а утнавме по еден играч и двајцата. Така да... Добро, јас се извадив со као што чув Да. едно, одма сватив дека е друго, да. Да, така да честито победа. Ќе видиме. Да. Абе, Виктор. Шалу се. Ова беше интересно име. не морам Тоа да е признам. тоа. Тоа е тоа. Да, ја завршивме 8-та епизода. Одјавуве. Се надеваме дека ви се свиеше. Се гледаме во наредно видео. Не заборавајте лайк, subscribe и share. Најбитно. Поздрав! И да ви најавам дека следната нела ќе се дружиме со Фин Macedonија, еден од најпопуларните моментални инфлуенсери, што е полуден по фудбал. И успеавме да се договориме со него и за прв пат ќе добиете многу длабока анализа за Македонска лига. Ќе го земеме него како експертот за Македонска лига. Ќе збориме и за Бундеслига. Така да стрпете се, 9-та епизода ја снимаме со Фин. Се гледаме во наредната. Се гледаме во наредна епизода.